Бога ми бурна беше претходната епизода, признав. И како што реков, не ни мислев дека натаму ќе фати темата, ама ете. Затоа луѓето прат план за што ќе зборат, како ќе зборат, ќе го напишат, ќе го учат, ќе го вежбат, па излегват збор. А не ко мене само излези збора. Па на крајот на денот знаеш како? Кој те праша? Така, ако сакат да смислуват сценарија, па да ги пишат сценаријата, па да ги учат и така натаму за да излезат и ова да го направат. Што знам некако, може има смисла, ама не е тоа. Што така можеш ќе измислиш поубаво муабетите, а некако не излегват природно, бе. Тоа се ќе ги е природно. И кога сме веќе кај природно, минатата епизода спомнавме нешто на крајот како тема, нешто околу правата на жените, пањци, миење, спорто и така натаму. Така што мислам дека треба да направиме муабет за тоа. За правата и обврските во една заедница. Пошто и таа е тема што малце се збора, додуша во новите генерации малце почесто се зборат колку во старите се алергични на тоа. Неќиат да слушнат таква работа. Ма знаеш како и за нив важи исто. Кој ги праша? Тие прашваја, некој го правеа глупости на времето го биле млади, не прашваја. Така и ние не прашваме сега, зборам. Така што земете пуканки, грицки таму, не знам што си земате, нека помини шпицата па да правиме муабет малце на темите што никој не ги збора. Можи? Ајде батина, пуштај! Пањци, миете по дома, бе? Вие мажите вас ве прашва. Или за тие што демек не ме разбирате, тањири, садови, миете садови? Пошто чудна работа, ама кога ќе не одговара прашањето, лесно е да не разбираш акценти, диалекти. Тогаш ништо не разбира. Ако ќе замувте, сите јазици на светот се разбират, така? Се знам дека е ова табу тема, ама чисто информативно ме интересира. Пошто овие постарите или повозрастните, ајде да бидиме покултурни, повозрастните генерации се алергични на ваков муабет воопшто, не да е Боже да му спомниш нешто за прање низ дома. Бате. Значи одма егото се годи внатре, одма вака се крева глата, градите, мислиш сега го ќе речат нешто, кузне што ќе биде. Што ќе речат? Аз пањци не мија. Во наша куќа пањци мажите никогаш не миеле. Да си видите синоите. Почнувајќи од ова овде. Од тај пример порано мажите оделе на нива или оделе на лов или оделе не знам војска, поема нем, жените седеле дома, жените ги бркале тие работи, зато се демек женски. Ама денешно време бе брат, сакаш и ти дојш на работа, ама и жена ти дој на работа, ти со наплата не се живе и треба и та да работи, ама кога ќе си дојш дома ти, пак таја тебе да те служи. Твојата работа е многу тешка, незината не се рачунаме, сваѓа. Уфервиеве и нормално имаш стандард муабе. Абе на жената се знае кај му е место. В кујна. Да те испери, да ти испегла, да те послужи како што треба, како крал. Така, ама ако си ти крал технички, татра кралица види, не слугинка, ама добро. Пошто сме заглавени малце во турско време, таму поинакви биле работите, те разби. Женска работа е тоа. Нек машка работа е ти дојш да сработиш нешто, дојш дома да си спијани или уште поарно после работа дојш в кафана си спијани и си оиш дома и ќе урлаш по сити, тогаш си маш. Браво, туле, лалда ти. И после се чудиш што ти е младината ваква. Каква да биде бе брат уче? Каква да биде? Од кој да земи пример? Ама не, ниф ако ги прашаш такви се младите сега, ти војска нема тоден. Тие војска нема тоден, но зато сте вакви. Уште појако што баш војска се учи дисциплина бе брат. Кај ти дисциплината дома те? Нигде. Прска нема де море вие војска како. Во 6 сато савајле наместен кревето построен спремен за вежба. Командиро дава знак, ти тргнуваш на вежба, бате во снего, помајца ако треба. Собата изчистена вака линија, море на кревето да нема линија. Прашај го дома дали го има наместено кревето таму то војска што го имат многу учено. Прашај го дали го има наместено. Ако те пуштат компири да лупиш, компири ќе лупи. Прашај го дали има компири излупено дома во живото. Војска ако ти речеле пањците измиѓа, ако требало ќе ги издигнеш и ќе ги измиеш. Дома не ги баш бате, оти нема кој да ти команда, така. Дома не се сватиме погрешно, војската не е уопште за потцемвање, дека фали дисциплина кај младите, фали то дури од таа страна фали. Друг ми беше муабет. Ако веќе ги збораш муабетите, барем практикувај ги низ дома, ме сваѓаш. Сам пример велим. Оти та војската само за војска си е, за таму дома што има врска ти. Ќе си најди жена некоја со сите нејзини права и ќе му покажеш кај е кујната и нека робува дома. Не, поентата робовладетелство, поентата е соживот, така. И во соживот се знае, ако му треба на едниот помош, другиот треба му поможи и обратно. Ти знаеш како? Кога треба пример нешто се крени низ дома, каучо пример го преместват, одма ќе се викни жена. Женоела му клае на рака овој каучо го премести. Тогаш е заедничка работа таа, ама кој дојат пањците што ги валкате двајцата, тоа што не е твоја работа, така тоа не изине. Тоа е тој феномен што постои овде на Балкано претежно. Што знаеш како, јас се слагам дека мажите и жените се различни, дека секој си има своји предности и мани, тоест работи што може да ги прави поубави по него. И се сложвам дека ако мажо работи, ако е жената дома, тогаш нормално дека поголемиот товар дома ќе падне на жената. Арно, ама се сложвам и обратно, што ако жена ти работи секој ден бебата, ти легачиш дома, извини молим те, ама стани и оди измиси
си ги пајнци. Од се твоја одговорност. Пошто кој што рековме, бракот треба биде брак, треба соживот да биде. Треба подеднакво се мислам добро, не може да биде подеднакво никој што ти секогаш мисли дека тој поке прави. Ама во глобала треба двајцата да се трудат, пошто двајца требат за танго, така. Не може едни од игра за двајцата, други како батисам да биде вак. Мора двата мрда. И баш заради сите работи што ги набрававме досега во муабет, ова ми е многу јак феномен. И дури да одиш само ти како маш на работа, ако можеш да му поможиш на жена ти, оти не му поможиш бе човек. Не значи тоа дека треба секој ден ти да земиш пајнци да и миеш, машини да пушташ, да периш, да пеглаш алишта или шо и да е. Ама некогаш, некаде, во времето и во просторот можеш една рака да клаеш во работите, така? Оти да не се сватиме погрешно, не е дека јас нешто сум многу изгорен да помагам низ дом. Не да не сум изгорен, ми се темни кога ми речат нешто. Можда војска неам одено, за малце имам пропуштено, ама затоа па живеев 10 години сам низ Скопјето, па и низ Европа. И кога живееш сам бе бате, сакал ти или некел, сам треба да се испери, сам треба да се испегле, сам треба јадења си направиш, сам треба се да направиш. Оти во тие станоите таму никакви што ги изнемуваат по ѓаолипол, нигде нема машина за пајнци бе бате. Сакал или некел ти сум герчето и ги си трзаш. Што значи дали сум сакал јас да научам или не во живото, сум научил. А не да не сум љубител, неќам да намирисам такви работи бе брат. Значи хаос да е сегде и низ хаосот да треба да врвам за да си легнам или да седнам, да мене не ми менва многу. Ама ако можам било како му поможам на личноста што ја сакам, оти да не му поможам. Човек ќе ми се срони бисеро, ти што не помагаш поголем маш ќе видиш од мене никогаш бе. Додуше треба и човек кога си го погодиш, знаеш како? Мојата така е воспитана, треба не знам каков хаос или не знам што треба да се дешава или да нема време за нешто или појма немам за да ме натера поможам, оти знај дека не ќе. Дури кога ќе ме натера му поможам, пример да и клам пајнците в машина, пак ќе земи ќе ги пререди оти та поке знај. И тоа е нешто што исто така никогаш не го разберам, пошто ако веќе ме викаш да ти поможам, оставам да ти поможам, уживај си, терај си работа, да не се замарај за тоа што го правам. Ама нема врска, знам дека не ја ки значи многу, знам дека ќе поможи во процесот и оти да не му поможам. Ама оди тоа објасни му го на некој возраст. Оди објасни му го да те видам. Одма имаш некоја најглупа реакција. Зини земјо голтниме. Што маш си ти таков море пајнци се миело пајнци па од земја кимана ми не ги мија. Мори жено. Кај грешив, прај ги ти мажи, прај ги цел живот мажи. Она му пајнци му мие. Готви. Како може да готви? Ти наместо горди да се што направиле маш што може се да направи, море човек што не е неспособен во животот. Ти в бисеро му се сронва. Не дај Боже пајнца вака да имат, па да сготви нешто. Никако треба вака под носот да му биде даено, иначе не е маш. Значи маш се знае кога ќе седни, кога ќе викни жено дој си ми вода и жена му одма со трчање вода му дој. Оди земи она, оди вамо, ај ти менаџер, ај ти ова, ај ти она. Тоа што жените ги пцујат цело време дури одат пота водата и така натаму што цел живот незадоволни останале во процесот, тоа не е битно. Битно ти го ќе речи сега вака и вака ќе биде. И знаеш како алалдави, ако ви е така убаво на душата и во животот, терајте. За разлика од вас ние не судиме тука многу. Макар што мислиме дека такви живување стварно нема потреба се прави. Пошто на крајот на денот рековме не е ова робовладетелство. Вистина треба да имаш човек што може да ти подај нешто алат вода ова она, да ти биде слуга по цел ден бате цел живот. Претеризаме малце, мислам менакме најдобро. Што знаеш како? Колку што сакаш ти да станеш дојш да му туриш вода на некој друг, толку сака и некој друг да стане и да оди да ти тури вода тебе. Колку што сакаш ти пајнци да видиш, толку сакат и другите, ама добро. На крајот на денот кој ме праша така? Иначе моите врски тие се од прилика. Да и клам пајнците за миење во таа машината, во дишвошата што викате овие од странство, или ако можеш овие лишта да испраните, спружи. Јас кога бев студент си имам навикнато да ти кажам кој спружва фалиштата, да си ги редам тие што се заедно едно до едно за да можам, пошто стално брзаш негде ме сваеш, станваш успан си за на факултет или за шо и да ги земиш едно до едно и да замини. И ќе земам тие лиштата, ќе ги наредам, мислиш, не знам, сликовница. И ќе да се спремам за студио или шо и да, ќе поминам пак покрај собата. Гледаш све прередено, вака направено. Оти ќе реди, за се направи поке место уште една машина има шо иди ме сваќа. Љубо ти шо ги реди. А не знаеш ти јас да ти кажам. Е тоа е, ем ќе редиш, нема да му чини. Пош во право се ове старите, не можеш да знаеш. Пошто тие да се не му редат и готово. Решен проблем. Ама на крајот на денот мене ако ме прашвате, 90% од луѓето што го зборат тоа, што се против мажите да помагат на жените, никогаш нема живеено сам. Живееле со мајки му, после тоа живееле директ со жени му, нормално. Мамичка го трча по тебе на секој, нормално е дека ќе очекуваш и жена ти како мамичка трча наоколу по тебе. Јарно има една работа што никој не макажва на мажите, а тоа е дека жените поке не се такви да трчат наоколу по тебе на секој. Поминаа тие времиња, ватуле, а реално и треба да се поминат. И тој иди од човек што знае како е се сам да прави. И музика, и текст, и аранжман, и видео, и продукција, и пајнци, и чаши, и јадење, и јалиште, и севате. Знам како е кога се мачиш се самиот да постигнеш. Знам колку значи кога некој ти поможи, барем мол. Така што јас планирам да продолжам да му помагам на жена ми, ако ми ги прередва работите, не е проблем. Па са ти како сакаш. Ако зинат почнуваат да ми текнуваат многу чешити, ама завршва епизодата бе бате, времето бега. Така што
ако сакате да се посмееме малце поке на оваа тема, елате си другата епизода. Ако не, бидете здрави и живи, така. Имаме и други емисии на вистинска телевизија. Така што толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.